Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Ајза е првороденото бебе во Тетово. Желбите на граѓаните се новата година да им донесе подобар живот затоа што таа што измина беше лоша. – 2022 година тетовските пожарникари оценуваат како тешка, со вкупно 660 интервенции. Првото бебе во Тетово е женско. Малата Ајза ја посети градоначалникот и подари вредносен ваучер. Тој беше во посета и на полициските и пожарникарските служби кои таа вечер беа на работа. Полека ги сумираме впечатоците од празничниот продолжен викенд. Кој во домашна атмосфера, кој во ресторан или на патување. Ја дочекавме новата 2023 година со оптимизам дека оваа ќе биде подобра од претходната. За разлика од другите години кога се раѓаа нови жители на Тетово веднаш по полноќ, на 1 јануари првото бебе се роди дури во 9 часот и 15 минути. Градоначалникот ја посети Ајза, при што и подари ваучер од 40.000 денари и сподели убава вест дека клиничката болница добила донација – инкубатори. Првото бебе што се роди во нашата болница беше во 9:15 на 1.1.2023 година. И мајката и бебето се осеќаат добро, им пожелуваме здрав и живот со среќа и полно со успеси. Имавме чест и задоволство да дојдеме да честитаме на новороденото бебе, кое е женско, и се надеваме дека новата година ќе биде плодна, ќе биде веритетна за сите тетовчани, за Тетово воопшто. Се надеваме дека 2023 година ќе биде една година, просперитетна година и година каде ќе се реализираат проекти во интерес на подобар живот за сите тетовчани. Исто така денеска ги посетивме, ги видовме и инкубаторите донирани од еден наш граѓанин кој привремено работи во Швајцарија, за што од срце му благодариме за помошта и исто така апелираме до сите наши граѓани кои привремено работат во странство да помогнат на јавните институции во Тетово, со што ќе придонесат за подобар живот за сите нас. Додека сите славеа со семејството, полицајците се грижеа за редот и безбедноста во градот. На работното место беа и тетовските пожарникари. Им се заблагодаруваме вечерва што се на задача за да им излезат на пресрет на нашите сограѓани ако има потреба. Се надеваме дека и вечерва, но и понатаму ќе имат помалку работа, но сигурно дека ќе бидат потребни, ќе бидат подготвени ако има потреба да интервенираат на време. Сме интервенирали и во текот, во делот на покачување на платите и инвестициите кои се потребни тука, но сигурни сме дека понатаму ќе инвестираме уште повеќе. Нашата цел е ова противпожарна служба да биде една од најподготвени во ниво на државата. И вработените во ЈКП Тетово ја одработија својата смена на новогодишната ноќ. Оние наместо да бидат со своите семејства, оние на крајната вечера оствари на крајните часови на оваа година, седат тука, работат за градот да биде почист, свесни за нивната ситуација. Во крајните 2 седници на Советот, советниците дадоа 2 битни одлуки. Првата беше за да подела средства од вредност 25 милиони денари за овие вработени кои беа многу назад со платите, и втората одлука беше за одлука за отварање на предпријатие за хигиена комунална која ќе се занимава и ќе оствари приходи и ќе се занимава со тешкотите што ги имат оние вработени. На новогодишната ноќ имаше употреба на многу пиротехника, а несовесните граѓани сиот смет го оставија зад себе, па им отворија работа на комуналците.
Цената за убавата гледка на огнометите пак ја плативме со загадениот воздух. Во анкета граѓаните одговараат по што ќе ја паметат 2022 година и кои се нивните желби за 2023 година. 2022 година за жителите на Тетово ја одбележаа претежно неубави работи. Во нивното сеќавање ќе остане економската криза, политичките случувања, но се задоволни што конечно ги тргнавме маските по ковид пандемијата. Што ја одбележа 2022? Што ја одбележа, све со неубави работи. Што да ви кажем, тоа е. Што ќе ја паметите? Пошто? Јас сум пензионер. Нема што да кажем. Да сум на работа, у реду. И сам живеем. Децата ми се на страна. Тоа е. По-лошото. По-лошо не може да биде. И не дај Боже да се продолжи ова. Ова е више ужас. Правда нема, нема ништо во овој држава. Годинава ќе ја паметиме највише со политички работи. Што ги слушаме 24 часа, ништо повеќе. Тоа не загрижува како граѓани, а највише како пензионери. Многу убави работи што се случиле. Лично за мене, а инаку нема што да се каже. А во градот, во државата, по што ќе ја паметите? Во градот е катастрофа, нема ништо. Државата исто така, како да не постои, да е продадена и тоа. Па искрено по ништо. По ништо не се случи ни у градов, општо ништо. Па нема по нешто посебно. Све е по-лошо. Нема ништо. Владава ништо не презема. Све е по сиромашно и по сиромашно. Пошто? Па престана ковидот. Добро е што престана ковидот. Мало се отворија луѓево да можат да се движат без маски и така натаму. Иначе состојбата е алармантна беше и остана таква. Желбите на граѓаните се новата година да им донесе подобар живот, со порака да гледаме само напред. Кои се желбите за 2023? Па да се попре во сите сфери. И вработување и едно и друго што не верувам дека ќе биде. Желбите за 2023? Па се знае, правдата, а нема правда. Нема судство, нема ништо. Што друго жалба да имаш? Ако тоа нема, значи човекот не може да биде слабо. Не се знае кој, немој ќе те згази тука и никој не одговара за тоа. Тоа е тоа. Желбите за идната година ни се да не бидеме напнати во животот, да имаме средства за живење, да помагаме како пензионери на фамилијата, да имаме мислам средства ете така за живот, тоа е најбитно, да. Да нема големи поскапувања. А желбите за идната? Желбите за идната да имаме подобра влада, да има подобар живот. Само здравје и мир во државата, ништо повеќе. Па се знае да биде све пубаво и пубаво, ама тешко. А идната година што очекувате? Кои Ништо, нема. Исто. Посакувам на сите граѓани малку да се опаметат повеќе и да ајде да гледаме напред, да не гледаме назад више. Некои работи да не ни се повторуваат од минатото. 2022 година тетовските пожарникари оценуваат како тешка, со вкупно 660 интервенции, од кои како најголем предизвик го издвојуваат големиот пожар во медицинскиот простор на излезот од Тетово, кој избумна во мај претходната година.
660 интервенции за пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Тетово во изминатава 2022 година. Согласно ова, годината што помина била и повеќе одработна за пожарникарите, за кои како најголем предизвик се најде гаснењето и локализирањето на пожарот кој избувна во објектот на поранешната фабрика Македонија Табак во мај претходната година. Неизбежни биле и интервенциите во домаќинствата, оние за време на временските непогоди во градот, но и при сообраќајни несреќи. Ова година ми имавме 660 интервенции, но се знае дека имавме и голем пожар. Тука може да двоим некои месеци кои што се многу и покритични, кога бевме март месецот имавме шумски пожари и тоа и повеќе такви пожари на простори. После мај месец што имавме голем пожар кај Табак Тетово. Тоа беше најголемиот пожар може у историјата на Република Македонија. После имавме интервенции на август месецот што имавме и поплави и такви ваѓање вода у куќите. Се знае дека противпожарна единица Тетово се справи и со сообраќајки и со другите работи што се случуваат у градов. 2022 година за пожарникарите на професионален план ја одбележала и соработката со UNDP, односно донираната опрема која е од голема важност и со која им се олеснува работата. Ова година може да забележиме и добрите работи што соработката со UNDP, соработката со ЦУКИ, со другите релевантни дирекции што ги имаме тука, што се бават со ова надност. Имавме добиено од UNDP комбе за справување со поплави и го користиме исто за сообраќајки. Од дирекцијата за спасување имаме добиено кола или како го кажуваме ние джип што ни иде теренски и ни помогнува многу. Имавме тренинзи со наши нови членови што ги имаме тука. Територијалната противпожарна единица во Тетово моментално брои 96 вработени, од кои 73 професионални пожарникари. Но како што велат оттаму, оваа бројка не е задоволителна и дека имаат потреба од околу 55 нови вработувања, бидејќи како што додаваат, тие ги покриваат и областите на 5 рурални општини во Тетовското подрачје. Од Министерството за животна средина и просторно планирање информираат дека поради загадениот воздух надминат е прагот на алармирање во Тетово и во Гостивар. За Тетово и Гостивар стапуваат на сила препораките и мерките во случај на надминат праг на алармирање поради аерозагадување. Согласно уредбата за изменување и дополнување на уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели, во која е дефиниран прагот за алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри, односно надминување на вредноста од 150 микрограми на метар кубен во текот на 2 последователни дена и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи од Министерството за животна средина и просторно планирање информираат дека истиот е надминат на мерните места во Тетово и Гостивар. Од страна на ресорното министерство доставена информација за надминување на прагот на алармирање до Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, Државниот инспекторат за животна средина, Управата за животна средина, Секторот за комуникација со јавноста при Министерството за животна средина, Институтот за јавно здравје и до општините Тетово и Гостивар.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ово издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!